Frontline.mk на прва линија. Минатата недела беше недела на македонските автори. Може ли да ни кажете нешто повеќе во врска со тоа? Колку се застапени тие во нашите издавачки куќи? Па би можел да зборувам за нашата издавачка куќа, за Или. Она што нам ни представува особено задоволство е тоа што македонската литература има значаен удел во нашето издаваштво и станува веќе еден препознатлив белег на Или. Тие се повеќе читани, нивниот квалитет го препознаваат македонските читатели. Тоа се автори и авторки кои што освојуваат бројни домашни книжевни награди, кои што се преведувани во регионот и пошироко, кои што учествуваат на регионални фестивали, разни книжевни манифестации. Така што ние решивме во ова време кога сите книжарници, сите издавачи прават некакви акции со попусти за да се привлечат читателите, ние решивме да малку двоиме нели од тоа, да направиме една недела на македонската книжевност во Или и одгласот на вистина беше одличен. Ние сме многу задоволни и жал ми е што ова недела на македонската книжевност во Или оваа година поради ситуацијава се сведе само на продажба. Сакаме ова недела да стане традиционална, така што наредните години очекуваме ситуацијата да се нормализира и истата книжевна недела да ја збогатиме со разни книжевни настани, дружба, средба со писателите и така. Колку луѓето читаа за време на пандемијата? Дали се зголем интересот на читање? Па, предпоставка е дека се зголеми. Луѓето поголем дел од времето го поминува дома и мислам дека се зголеми. Дали е тоа многу, малку, не знам, но се чувствува еден зголемен интерес за читањето. Каква е состојбата со издаваштвото во нашата држава? Дали има некакво подобрување на таа тема? Па, не знам, во Македонија има неверојатен број на издавачки куќи. Тоа е навистина една експанзија на издавачки куќи. Кој од нив со издаваштвото се занимава професионално, кој од нив само како хоби. Има голем број на изданија, но она што може да се забележи дека во најголем дел тоа се сведува на комерцијални книги, така што тука веќе и многу тешко се забележува некоја разлика во профилите на издавачките куќи. Со оглед на тоа што во најголем дел се сведени на таа комерцијализација во книжевноста. Она што ме радува е што се појавија некои нови издавачи кои што се така доста специфични во однос на нивното издаваштво и мислам дека и тие и ред други издавачи кои што на ова работа пристапуваат сериозно сочинуваат една солидна база издаваштвото да оди во еден поубав правец. Како Или, како издавачка куќа, чија концепција е ориентирана кон високо квалитетни теми, се снаоѓа во пазарот каде што превладуваат комерцијални содржини? Па со упорност и со доследност. Мислам, тешко е. Ние 18 години постоиме. Упорни сме во таа наша ориентација кон тоа што сметаме дека е вредно во литературата, како во преводната, така и во македонската литература. Тоа е малку потежок пат, но има убавина во сето тоа. Таа упорност резултира со тоа што се повеќе читатели не препознаваат, се ориентирани кон или имаат доверба
во тоа што го работиме. Знаат дека ќе добијат квалитет. Какви се плановите и проектите на Или за воиднина? Па очекувам да продолжиме ова што го работиме. Во ова време, она што е карактеристично за нас се промоциите. За жал не можевме да бројните нови изданија да ги покриеме со промоции. Се надевам ситуацијава да се нормализира и тоа да го надокнадиме. Ке издадеме уште бројни дела од домашни автори, ке има и некои нови имиња. Ке издаваме и преводна литература, ке ни гостуваат и автори од Европа, така што очекувам да биде окей.